Почнуваме со вестите. Советот на градоначалници од Источна Македонија достави иницијатива до сите надлежни институции во земјава да се донесат измени во изборниот законник со цел локалните избори да се одложат. Алармираат дека доколку институциите не реагираат, во тој случај по 15 мај следува блокада на работата на општините. Градоначалниците од Источна Македонија доставија петиција до ЗЕЛС да се направат измени во изборниот законник за и официјално да се одложат локалните избори, бидејќи потписите на градоначалниците ќе важат до 15 мај, а потоа следува блокада на општините. До 15 мај ние очекуваме дека ќе има решение, односно ќе има измени во изборниот законник кој што ќе се донесе во собрание за да се утврди нов датум за избори, со што локалните самоуправи можеле нормално да функционираат. Доколку до тој период не се донесе таква одлука, секако ќе има проблем во функционирањето на локалните самоуправи, во управувањето на блок дотациите, платите за основното, за средното училиште, за детските градинки, заради тоа што практично никој од градоначалниците нема да има такво овластување за да продолжи со потпишување на тие сите финансиски, но и други документи кои се под надлежност на локалната самоуправа. Градоначалниците од Истокот реагирале до сите надлежни институции во земјава, бараат подитно да се интервенира, бидејќи во прашање ќе бидат доведени платите на илјадници вработени во администрацијата, училиштата и градинките, кои платата ја земаат преку блок трансакции од општините, а подписите за нив ги ставаат градоначалниците. Козијачка река повеќе нема да се излева од коритото и да ги поплавува имотите и посевите во Карбенци. Со средства од ИПА фондовите, со проект за меѓугранична соработка со општината Струмјани од Бугарија, ќе се регулира речното корито. За регулација на Козијачка река во Карбенци и на реката Шашка во Струмјани, на двете општини на располагање им се 379.000 евра. Козијачка река повеќе нема да се излева од речното корито и да ги поплавува имотите и посевите во Карбенци. Со европски пари, а преку проект за меѓугранична соработка, двете општини Карбенци и Струмјани од соседна Бугарија ќе ги исчистат и регулираат речните корита на Козијачка и Шашка река. Целта на овој заеднички проект на двете општини е да се надминат досегашните проблеми со поплавите и подобри животот на околу 8.000 жители. Имаме добиено проект за уредување на речното корито во селото Карбенци на Козијачка река во должина од 256 метри. Од двете страни ќе биде уредена речното корито. Пред 2 години имавме таму кај поплави, беше разрушено целото корито, беше нанесени големи штети. Така да со реализација на овој проект ние ќе можеме да зголемиме безбедноста, да го уредиме речното корито и да направиме голем бенефит и за селото, за самото село Карбенци и за нашата општина. Дејностите кои се вклучени во настојашниот проект се паралелни. Активностите се речиси исти како и во општина Карбенци, така и кај во Струмјани. И двете општини се борат со исти проблеми и наша цел е да го подобриме животот на граѓаните. Така и ние предвидуваме изградба на инфраструктура и подпорни ѕидови на нашата Шашка река, која минува низ неколку населени места во општина Струмјани. На располагање на двете општини од ИПА фондовите за реализација на проектот им стојат нешто повеќе од 370.000 евра. Носител на истиот е општина Карбенци, која на располагање има околу 170.000 евра. Проектот предвидува и изградба на заштитни ѕидови на речното корито на Козијачка река. Преку чистење и корекција на коритата на реката Козијачка во Карбенци и Шашка река во Струмјани. Значи, овде ќе се, да речеме, од конкретните мерки, ќе се исчисти целото корито, ќе се отворат постоечките каскади, меѓу тие каскади во должина од 257 метри ќе се изработи регулирано речно корито. Значи, постои една голема девијација на речното корито на Козијачка река, која што ни представува најголем проблем за време на поплави и овде доаѓа до изливање на вода, до штетување, значи ќе се канализира, ќе се уреди речното корито и ќе биде не само функционално како превенција од поплавите, ќе биде и пејсажно, ќе се развива и тој дел од општината Карбенци. Општина Карбенци на тендер ќе бара изведувач на градежните работи. Веќе била формирана комисијата за евалуација. Проектот за уредување на речното корито на Козијачка река треба да започне со реализација во октомври и да заврши за 2 години, односно до крајот на октомври 2018 година. Во Штип традиционални велигденски трки и игри без граници во кои учествуваат најмладите.
Младата популација е најчеста мета на политичката дискриминација. Истражувањата и анализите на терен укажуваат дека политичката дискриминација е најзастапена при вработување во јавната администрација. На терен се почеста политичката дискриминација, но во процедура, односно пријавен случај во источниот дел од државата се уште нема, алармира невладиниот сектор. Лицата кои поради своите политички ставови се дискриминирани не пријавуваат, бидејќи се плашат од дополнителен општествен линч. Новој тип на ранлива категорија, која е регистрирана во последните неколку години, на удар е младата популација. Исто така е многу застрашувачки што помеѓу младите се појавува вид на индоктринација во политичките партии, па наместо тие да се занимаваат со нешта кои што ќе им помогнат понатаму да креираат својата сопствена иднина надвор од политичките партии, всушност се внесени внатре во некој вртлок во кој што не знам дали ќе можат понатаму да можат да се снајдат во општеството на начин како што ги индоктринираат политичките партии. Во новиот закон за заштита од дискриминација ќе се воведе и политичкиот линч, посочуваат од општинското тело за заштита од дискриминација која е формирано од неодамна. Законот како основ за дискриминација го наведува и политичката определба, односно не политичка определба, веројатно сега со новиот закон ќе биде сменет тој термин, претпоставувам како политичко убедување, бидејќи не мора секогаш граѓаните да бидат членови на одредена партија, пак да се чувствуваат дискриминирани, доволно е да имаат одредено политичко убедување и да биде евентуално тоа причина за дискриминација, така што ќе се веројатно и тоа ќе се направи во новиот закон. Истражувањата и анализите на терен укажуваат дека политичката дискриминација е најзастапена при вработување во јавната администрација. Заврши тендерот за осветлување на влезот и излезот на Пробиштип. 28 канделабри на кои ќе има по 2 светилки, наскоро ќе бидат поставени во должина од 1300 метри. Општина Пробиштип го реализираше тендерот за улично осветлување во должина од 1300 метри, колку е што е долга новата велосипедска и пешачка патека. Денови веќе се склучи договорот со фирмата која ја дала најповолната понуда. Според проектот на патеката ќе се постават 28 канделабри, кои ќе имаат по 2 светилки, свртени кон регионалниот пат Пробиштип-Штип и кон патеката. Вкупната вредност на проектот за поставување на улично осветлување е околу 2 милиони денари. Градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски вели дека заедно со Агенцијата за државни патишта го реализираат проектот за проширување на влезот и излезот на градот. Агенцијата си ја заврши својата обврска, односно го прошири регионалниот пат Пробиштип-Штип во должина од 1 км и 300 метри, од 6 на 7 метри. Ние како општина презедовме обврска да поставиме ивичњаци по целата должина од 1300 метри и паралелно со ивичњаците да направиме една пешачка и велосипедска патека во должина исто така од 1300 метри со ширина од 2 метри. Асфалтирањето на патеката е во завршна фаза, а вкупната инвестиција за овој дел од проектот е 5 милиони денари. Активен пожар во Светиниколско. Горат над 20 хектари борова шума во атерот на селото Милино во општина Лозово. Според информациите од командирот на Светиниколската противпожарна единица Зоран Трајчев, пожарот избувнал околу 11 часот. На терен веднаш се излезени 10 пожарникари и 2 возила. Тој додава дека огнените јазици веќе ги зафатиле крошните на боровите дрвја и дека очекуваат интервенција и гаснење на пожарот од воздух поради проблемите со ветрот. Надлежните се сомневаат дека пожарот во атерот на Милино е подметнат од сточари, но ќе ги почекаат резултатите од увидот на надлежните откако пожарот ќе биде локализиран. Одиме со другите теми. 20% од 1000 родилки на Кушерското оделение во Штипската клиничка болница страдаат од постпородилна депресија. Голем дел од мајките, стребувајќи дека ќе бидат осудени и смејани од општеството, отворено не сакаат да зборуваат за својата емоционална криза, откако на свет ќе го донесат најмилото.
Голем е бројот на жени кои после породувањето страдаат од постпородилна депресија. За жал, многу малку од нив отворено зборуваат за својата емоционална криза, покажуваат истражувањата направени на акушерското оделение во Штипската клиничка болница. Во нашата болница се направи едно исто така истражување за постпородилната депресија, за постпородилната тага и исто тие проценти се поклопија што се на светско ниво, односно 20% од 1000 породувања се застапена е постпородилната блага форма на постпородилна депресија и 40% до 70% кај нас се покажа резултати до 70% на постпородилната тага. На постпородилна депресија или тага најчеста мета се мајките кои имале тешки породувања или пак се породиле со царски рез, покажуваат понатамошните истражувања. Добар дел од жените по излегувањето од болница никогаш повеќе не бараат дополнителна помош. Но доколку симптомите се зачестат, најдобро е да се побара стручна помош. Тоа е промена на расположението, обично или се многу расположени мајките или се тажни, плачливост, несоница, многу јадат или малку јадат, така да во тие неколку дена до 2 недели главни симптоми се тоа. Постпородилната депресија, симптомите се малку потешки и секако треба да се обрне внимание, затоа што потешките форми на постпородилна депресија и постпородилна психоза, жените може да помислат и на самоповредување, односно на повредување на своето дете. Не расте само бројот на мајки кои страдаат од постпородилна депресија или тага. Во континуитет се зголемува и бројот на пациенти со депресивно растројство. Изминативе неколку години во Македонија бројот е зголемен за 37%. Како причина се наведуваат економската нестабилност и невработеноста. Во Штип традиционални великденски трки и игри без граници за најмладите. Во Штипското општинско основно училиште Гоце Делчев, денеска учениците од оделенска настава по 7ми пат беа дел од традиционалните великденски игри без граници. Дечињата од детската градинка Астибо учествуваа во великденската трка која се одржа на стадионот во Штипската населба Баби. Општинското основно училиште Гоце Делчев Штип во рамки на програмските активности по повод големиот христијански празник Великден традиционално ги организираше игрите без граници Великден 2017. Учесници на овие игри се учениците од прво до петто одделение. Традиционално кај нас веќе 9-та година поред во очи на великденските празници се одржуваат великденски спортски игри, во кои учесници се учениците од прво до пето одделение. Оваа година имаме по 8 учесници од секоја одделение, се надпреваруваат во 4 игри и секако во секоја игра повторно го одбележуваме великденскиот дух, значи јајцето е присутно во секоја игра. Понатаму ќе приветите дека навистина игрите се интересни и се прилагодени на возраста на децата, така да бидат возбудливи и интересни за учениците од прво одделение, значи не само и за поголемите ученици. Учениците со посебно задоволство учествуваат на игрите без граници. Овие игри се многу убави што се одржуваат пред Великден, затоа што се забавуваме, има многу забави и играме. Во празникот Великден овие игри се одржуваат веќе неколку години, затоа децата овде се забавуваат играјќи ги овие игри. Јас ќе учествувам во една игра со врзани нозе. Со спортско-рекреативни активности и најмладите од детската градинка Астибо. Денес беа дел од великденски крос. Организирањето на вакви спортско-рекреативни активности е дел од редовната програма, реализација на редовната програма во детската градинка Астибо. Овој крос го организираме да го одбележиме и празникот Великден, а иначе секоја година задолжително 2 пати организираме вакви активности со децата од средна и голема група. Како што можете да видите, денес се присутни околу 400 дечиња. Ова е многу важно за нивниот правилен психофизички развој и за понатомашно развивање на целокупната личност на децата. Во очи на Великден, во сите општински основни училишта се организираат активности за боење јајца, изложби и чествување на Великден.
Денес и утре во Штипската библиотека Гоце Делчев се организираат креативни великденски работилници. Целта е младите да не се откажуваат од традицијата. На овие работилници учествуваат ученици од повеќе основни училишта, а секако нивните изработи ќе бидат поврзани со големиот христијански празник Великден. Вакви исти работилници се одржаа во инфобусот со учениците од село Карбинци, Таринци и Караорман. Исто така во тек се литературни конкурси поврзани на овие теми. Овие работилници се со цел да се развијат креативните способности кај учениците, но во исто време да научат нешто за овој празник, да ја негуваат традицијата и да учат за неа. Штипјани денес даруваа крв. Во традиционалната великденска крводарителска акција се собраа над 50 крвни единици. 19-годишниот Бојан Јованов, матурант во електротехничкото училиште во Штип, денеска прв пат ја даруваше драгоцената течност. Бели убаво е да се биде хуман и да се спаси човечки живот. Хуманоста, а пред се мислата дека животот нема цена, е мотивот и на останатите крводарители кои денеска даруваа крв во великденската крводарителска акција, што традиционално по повод предстојниот празник Великден ја организира Црвениот крст на град Штип. Да спасиме некој живот. Какво е чувството прв пат да се дарува крв? Убаво. И порачате ли на другите да даруваат крв? Па да, на сите млади. Ова ми е 9-ти пат како дарувам крв. Дојдов да ја дарувам драгоценната течност за да спасам нечи живот. Од Институтот за трансфузиона медицина задоволни од одзивот на крводарителите, исто така и организаторите. Голема благодарност до сите крводарители кои дојдоа и даруваат својата драгоцена течност со која ќе се спасат многу животи. Денес се собран некаде околу 50 крвни единици, што е она бројка што ја планиравме. Денешната акција е 10-та поред што оваа година ја организира Општинската организација на Црвен крст во Штип. До сега реализирани се над 800 крвни единици. Годишно исто толку млади крводарители за прв пат ја даруваат драгоцената течност. По повод предстојниот христијански празник Великден, Унијата на жени на ВМРО ДПМН Штип во посета на државното средно училиште Искра. Унијата на жени на ВМРО ДПМН и оваа година ја продолжува великденската традиција. Учениците од државното средно училиште Искра добија на подарок вапсани великденски јајца. ВМРО ДПМН е демохристијанска партија која што ги негува христијанските празници. Традиционално со години наназад Унијата на жени на ВМРО ДПМН ги посетува дечињата од средното посредно училиште Искра и со овој мал гест, значи сакаме да ги уважиме и овие деца и да им посакаме среќни великденски празници. Благодарност за вниманието и великденските подароци од директорот на училиштето и од учениците. Ја користам можноста да упатам голема благодарност до Унијата на жени на ВМРО ДПМН како политичка партија за вниманието што ни го посвети на нашите ученици со овие подароци за кои што се наменети за нашите дечиња. Среќни великденски празници, среќа, здравје и успех во работата. Унијата на жени на ВМРО ДПМН за великденските празници ќе продолжи со слични активности. И на крајот спорт. Атлетичарот Кристијан Китанов од Штип го освои второто место на традиционалната манифестација Трчаме кон целта, што се одржа во Скопје, притоа постигнувајќи свој личен рекорд. Продолжуваат успешните настапи на младиот штипски атлетичар Кристијан Китанов, притоа зачинети и со рекорди. На традиционалната атлетска манифестација Трчаме кон целта, што се одржа на кеот на Вардар во Скопје, беа застапени 3 трки. Полумаратон на 21 км, трка на 5000 метри и детска забавна трка. Кристијан Китанов настапи во трката на 5000 метри и во конкуренција на 70 надпреварувачи го освои одличното второ место и сребрениот медал. Ова е најдобар резултат во досегашните настапи на Кристијан Китанов, што ќе рече негов личен рекорд, односно патеката од 5000 метри ја претрча во време од 17 минути и 23 секунди.
На оваа трка настапи вториот штипјанец Зоран Саздов, кој беше шести со време од 18 минути и 19 секунди. Следен предизвик за Кристијан Китанов ќе биде Скопскиот маратон, повторно трка на 5000 метри, што ќе се одржи на 7 мај во Скопје. Еде, почитувани гледачи, толку во ова издание на вестите. Ви благодариме за вниманието. Останете и во продолжение со Ирис телевизија. Ви го честитам предстојниот убав голем христијански празник Великден и ви посакувам се најубаво. Довидување.